Добро вечер. Во најновите вести на Д1 телевизија ќе гледате. Продолжува штрајкот на СОНК. Општина Делчево ги отвори вратите за идеи, предлози и проекти од граѓаните. Одржано предавање за остеопорозата. Денеска е светски ден за борба против сидата. Започна 40-дневниот пост во чест на раѓањето на нашиот Спасител Исус Христос. Се надевам, почитувани гледачи, дека со најавените содржини ќе успееме да го задржиме вашето внимание. Одиме поред. Продолжува штрајкот на СОНК. Директорите на основните и средното училиште во градот апелираат до представниците на СОНК да се изнајде решение и колку што е можно побрзо учениците да се вратат во училишните клупи. Овој понеделник учениците не дојдоа на училиште. Продолжува штрајкот на СОНК, иако постојат најави дека во текот на оваа недела штрајкот ќе биде прекинат. Сепак, директорите на основните и средното училиште во градот апелираат до раководството на СОНК да ги усогласат ставовите, да се најде решение и штрајкот да биде прекинат, затоа што тоа е за добро пред се на учениците. Општина Делчево и директорите на основните и средното општинско училиште со соопштение до раководството на СОНК и до медиумите, со кое ги повикуваат СОНК и Министерството за образование во најкус временски рок, по можност во текот на денешниот ден да ги усогласат своите ставови за прекинување на генералниот штрајк во образованието, кој е во интерес на учениците, родителите и воспитно-образовниот кадар. Директорите на училиштата во градот апелираат до вработените и синдикатот да изнајдат друга форма за поддршка на штрајкот, кој ќе биде во интерес на сите вработени, со што би започнал воспитно-образовниот процес, искажувајќи ја загриженоста поради големиот број изгубени работни денови, кои тешко дека ќе се надокнади. Од регионалната организација на СОНК пак не информираа дека сепак е најдено некакво решение и се информираат членството за тоа. Доколку 2/3 од членството се согласи, постојат можности во текот на утрешниот ден да се усогласат ставовите и веќе од среда учениците да се вратат во училишните клупи. Без разлика кој ќе добие, а кој ќе изгуби, оние кои најмногу загубија и тешко дека и ќе успеат да го надокнадат загубеното, секако се учениците. Општина Делчево денеска ги отвори вратите за идеи, предлози и проекти на граѓаните. Детски парк, Делчевски панаѓур, информативни киосци, уредување на градежно земјиште се само некои од предлозите на граѓаните кои денеска ги изнесоа пред вработените во локалната самоуправа, а по повод 1 декември отворен ден за идеи, пораки и предлози што го организира општината. Да, првиот ден на идеи на општина Делчево помина доста добро и се надевам на задоволство на сите граѓани на општинава. Еве, само во предпладневните часови десетина граѓани ја посети општината, кои дадоа и повеќе од 3-4 предлози и идеи кои ги запишуваа на посебни формулари кои што ги изготвивме и како што кажав во текот на целиот овој ден работен до 15:30 општината ќе биде отворена за граѓаните и на крајот ќе ги сублимираме, така да кажам, резултатите, односно ќе ги разгледаме предлозите и ќе ги доставиме до соодветните сектори, до раководителите, каде што ќе се разгледуваат и ќе дадат мислење кои од тие идеи и проекти можат да бидат реализирани. Можете ли да ни издвоите некоја поинтересна идеја? Па вака, повеќето идеи, значи некаде околу 70% од идеите до сега и предлозите кои што се доставени до општината и потполната страна на граѓаните се однесуваат за одделението за уредување на градежно земјиште, значи со тие секојдневни проблеми граѓаните со кои се соочуваат, меѓутоа има и идеи и предлози, например од полето на односи со јавноста или за поголема транспарентност во работата на општините, да се поставуваат огласни табли или информативни табли или информативни киосци, што можам да кажам дека тоа е и планирано да го работи општината во текот на наредната година, бидејќи општината и во рамките на еден проект со кој ќе се залага за потранспарентна општина. Исто така има идеја еве и за уредување на еден детски парк и така натаму. Инаку, ваков ден за идеи, предлози и проекти на граѓаните ќе се организира секоја година пред изготвувањето на буџетот на општината. Следуваат минути за здравството. Деновиве во Делчево одржано предавање за остеопорозата. Деновиве во просториите на пензионерскиот дом во Делчево, а преку Сдруженијето на пензионери на општина Делчево се одржа предавање за остеопороза.
За оваа болест, која во последно време е доста популарна и зема се поголем замав меѓу светската популација, зборуваа доктор Нада Настеска и Маја Радевска од Прама Медика во Скопје. Остеопорозата е скелетно заболување кое се карактеризира со губиток на коскената маса и промени во микроархитектурата на коскеното ткиво, што доведува до зголемен ризик од фрактури, односно скршеници, особено на колковите, рбетот и подлактицата. Предавањето е за стоп на остеопорозата, болест која се е повеќе актуелна и меѓу народот и меѓу докторите, вели доктор Маја Радевска. Предавањето опфаќа целта за едукација на населението, терапијата, диагнозата, превенцијата на болеста, што е многу важно за остеопорозата, како и за секоја друга болест. Во Делчево прв пат државме предавање пред 3 години, значи 2005 година. Беше посетено многу предавањето, ефектот од предавањето беше голем, но не ништо штета, малку подсетување и повторување за оваа актуелна тема. Од остеопороза најчесто заболуваат жените над 50 годишна возраст, а мажите над 60 годишна возраст, па токму затоа и присутните кои го следеа предавањето беа од оваа возраст, како што велат тие, за да научат нешто повеќе за болеста и да ги препознаат потенцијалните ризик фактори. За прв пат. Што ве советуваат докторите? Да држиме диета повеќе, да не одиме многу на така, дома, да си употребуваме лековето што ни се препишани, да си ги употребуваме и така. Меѓу другите ризик фактори за заболување од остеопороза, како што се недоволното внесување на храна богата со калциум и Д-витамин, физичката неактивност и многу други, исто така и пушењето и алкохолот се едни од најголемите ризик фактори. 8 до 10% од популацијата во светот боледува од остеопороза. Остануваме на тема здравство. Денеска е светски ден за борба против сидата. Во нашава држава оваа година регистрирани 8 нови случаи на заболени од сида. Денес е светски ден за борба против сидата, болест која и понатаму се шири секаде во светот, не бирајќи социјална структура кај населението. Од неа не се имуни ниту богатите, ниту сиромашните, ниту неписмените, ниту високообразовните. Од 1987 година, од кога се прават во нашава земја тестови за сида, регистрирани се 111 случаи на лица инфицирани со ХИВ, повеќето од половината веќе се починати. Во нашава држава бројот на заболени лица е 110, така да во месец октомври имаме едно лице заболено, се работи за жена од 26 години од Дебар. Од овие 110 лица, болни имаме 93, ХИВ позитивни 17, починати 60 и сега живи лица во Македонија имаме 50 ХИВ позитивни и болни од сида. Дали се зголемува бројот на болни од сида во однос на минатите години? За среќа бројот на заболените не се зголемува, можеме да кажеме дека во нашата држава треба да бидеме задоволни со ширењето и појавата на болни и ХИВ позитивни од сида. Од кои причини стагнира кај нас? Кај нас сега не може да се каже кој знае какви причини, бидејќи ХИВ сидата со големи размери се шири во целата држава и се знаат дека мерките за спречување и сузбивање на оваа болест се состојат само во едукација и самозаштита. Што се случува во нашава општина? Има ли заболени од сида? Во нашата општина досега прегледаните можам да кажам дека нема болен од сида, ниту има ХИВ позитивен. Еве оваа година ние имаме прегледано 59 лица, тоа значи дека сме направиле 59 тестови за сида и нема ни ХИВ позитивен ни болен од сида. Во епидемиолошкото оделение може да се направи ваков тест? Да, може да се направи, може и приватно да се направи, може и бесплатно, во колку има индикации, а може да се направи и со упут од матичен доктор. Практично е секој што сака да си направи таков тест, да се јави кај нас и да го направиме тестот, значи кажав дека може и без упут и бесплатно.
По повод 1 декември, светскиот ден на сидата, лекарите уште еднаш апелираат дека најдобра заштита од сидата е едукацијата за неа и дека сите заедно треба да вложуваме во подигнување на свеста кај сите нас за да се спречи ширењето на заразата од ХИВ. Одиме понатаму со вестите. Од 28 ноември започна 40-дневниот пост во чест на нашиот Спасител Исус Христос. За вистинското значење на овој пост во следниве минути од вестите. Ако човек избере да го почитува празникот на раѓањето на Спасителот Исус Христос, тогаш за него е многу важно како најдобро и најсоодветно да се подготви, како телесно, така и духовно, и воедно да го почитува 40-дневниот Божикен пост, почнувајќи од 28 ноември па до денот на раѓањето на Исус Христос Божик. Воздржаност од мрсна храна, смиреност, добри мисли и дела, молитва, сето тоа ќе го одбележи начинот на живот на православните верници, почнувајќи од петокот па во наредните 40 дена. Вистинскиот пост, според мислата на Свети Василий Велики, посветена на постот, представува оддалечување од злото, воздржување на јазикот, задушување на гневот во себе, отстранување на страстите, озборувањето и лагите. Постот ги има двете основни димензии, телесната и духовната, и двете водат кон вистинската суштина на периодот што меѓу христијанските верници е воспоставен во знак на спомен за 40-дневниот пост на Исус Христос во пустината и искушенијата на кои бил подложен. Од тогаш постот и молитвата во црквата се доживуваат како големи светости, длабоко всадени и во традицијата на нашиот народ. Постот не е диета, не е привремено откажување од мрсната храна, пошто во животот може да се продолжи со неумереност, како што тоа им се случува на некои што кажуваат дека постат. Постот е нешто многу повеќе, нешто што ќе го научи човекот прво во неговата телесна димензија дека храната не значи многу. Постот пак во својата духовна димензија е искуство што учи дека убавината доаѓа со умереноста и смиреноста. Прославувањето за доаѓањето на новата година ноќта спрема 31 декември и 1 јануари, како што знаеме, е проследено со големо гостење, јадење и пиење, без да се гледа дали е мрсно или не, и лумпување до раните утрински часови. А според 40-дневниот Божикен пост, ова е ден кога би требало да се пости. Ние, Православната македонска црква, фактот е тоа што ние, според нас, новата година е на 13 јануар. Што значи според јулијанскиот календар, црковната нова година си е ван дометот на Божичевите пости, додека според новото или световното григоријанскиот календар таа се вкопува во Божичевите пости. Ние, според црковната гледна точка, значи тоа го сметаме дека таа нова година си е понатаму со тоа што нема никаква можност или да смета за постите, бидејќи нова годината според јулијанскиот календар, според стариот стил е на 13 јануар, што значи после Божичевите пости. Додека ние знаеме дека тоа е световно денеска така, а луѓето повеќе мрсат за тој ден, бидејќи многу, но сепак ние сметаме дека тие што се православни христијани, прави христијани, кои го почитуваат Бога и црквата и религијата, тие веруваме дека тие на тој ден и понатаму си постат како што треба, додека не дојде Божи за да почне да се мрси. А кои луѓе може да ја земат светата пречесна без да постат? Светата причест без да постат ни еден ден, многу ретко може некој, значи тоа поболни што се, но сепак за такви луѓе постои пред да земат причест, нели ќе спомнам дека тука е и светата тајна исповед. Тие луѓе, за да може да примат причест, мора да се исповедат кај свештениците или кај своји исповедници, кои тие се должни да го согледат болеста на болниот и да го разрешат. Дали ќе пости 2 дена, дали 3, дали 5, дали нема ни да пости, ќе му дозволи, со тоа што после кога ќе закрепне на наредните пости, па ќе го испочита. Значи тоа се луѓе кои се многу болни, тешко болни, жените, например, да кажеме родилките кои имаат потреба за доење на децата, не можат со, знаеме тоа како е медицински, со постна храна, и децата се разрешени до 6 годишна возраст без да постат, ни они, ни родителите, тоа црквата го допушта, бидејќи сам Господ Исус рекол, оставете ки децата нека придат кон мене, бидејќи ако не бидете и вие како нив, нема да го видите Царството небесно. Тоа сака да каже дека децата до таа возраст не знаат за грев, значи не знаат за зло. И затоа децата
доенките и тешко болните се разрешуваат за да не постат, за да можат да примат света причест. Колку граѓаните постат? Дали повеќе постале во минатото или повеќе сега постат? И колку младите се вклучени во овој пост? Па сега старите имало и тогаш постеле, има и сега што постат доволно, младите се во некоја гранка, например, да кажеме, но не толку задоволителна, бидејќи тие сепак, има некој број на млади, но сепак според бројот на колку имаме, и така, ама повеќе се помалку него од колку што треба повеќе да бидат. Старите тие што си почитувале, значи, си почитували и се останале неверни на тоа, има. Повеќе стар свет има. Не верувам дека не има, се придават сега, али порано мислам дека било по некако друштвото имала некој стравопочит спрема родителите, спрема постарите, тогаш и тие го наложувале постот. Бидејќи во тоа време се знаело, Божичевите пости, Велиденските, Петровите, Богородичници обавезно се постат. Среда и Петровите, дека сега тоа општеството сепак е малку по-слабо почитувано спрема постарите. Бидејќи постот е дар кој не умира, теки дар е секогаш кој цвета и се обновува, не старее и не се слабнее од постот. Бидејќи постот е исто така, кој може да го пости е добро медицински за организмот, а со постот е присоединување кон Бога и со светата причест. Така ние за причест сега во четврток ќе имаме чест да дојде да ни богослужи на светата божествена литургија негово високо пресвештенство господин Бегалнички господин Иларион со свештенослужителите. Така, сега може да искористиме кои се постеве, кои се за причест во четврток. Ќе имаме света божествена литургија по повод 150 години од изградбата на овој храм, по повод осветување на камбанаријата и осветување на кршталното. Значи, сите православни христијани кои сакаат и можат да дојдат да присуствуваат на божествената богослужба во четврток. Духовната и телесната димензија на постот по 40 дена треба да се завршат со светата причесна, со молитва и исповед. Само така вистински ќе се учествува во празнувањето на Божик. Само така ќе се живее побожен живот. Во саботата повторно го посетивме градскиот пазар. Во следниве неколку минути од вестите, почитувани гледачи, евеа пазарната белешка. Градскиот пазар во саботата го посетивме во предпладневните часови. На пазарот, иако рано, имаше гужва. Пазарджиите беа на своите тезги. Облачното и тмурно време не им ја уништуваше надежта дека ова ќе биде убав пазарен ден со добра продажба. Пазарот не е само место каде се продава храна, туку место каде луѓето шетаат, место каде можат да се видат со многу познаници, пријатели, да поразговараат, да научат што има ново и слично. Неколку години наназад на пазарот се продава и гардероба, многу облека која е иста како и во бутиците, можеби и за нијанса поевтина. Што најмногу бараат делчевчани? Делчевчани различно да ви кажам. Некој пат се повеќе троши детската гардероба, некој пат женско, различно е. Очекувате ли денес добар промет? Па зависи како сте расположени делчевчани. Дали ќе давате пари или нема да давате. Што ви покажува искуството? Дали делчевчани даваат пари? Па до сега е добро. Задоволни сме. Дали цената кај на тезга и во бутик е иста? Кај мене е истата. И во бутикот и тука. А кај другите што? Па гледа сега, кај мене е предност тоа што јас не плаќам, например, кирија. Кај вас кириите се поскапи, дуќаните се под тирија секогаш и поскапо е нормално дека ќе е поскапо малку. Али па нема голема разлика у цената. Што најмногу бараат граѓаните на Делчево? Граѓаните на Делчево бараат најмногу да биде поевтино и квалитетно. Што највеќе ви затворшат? Па јас продавам повише детска гардероба и од се по нешто. За бебиња повише така. Зошто на тезга е многу пониска цената од во бутик? Па тоа е добро прашање, затоа што на тезга секој сака да биде поевтино и затоа и намалува мене. А во бутико им рачуна дека имат поголеми давачки, а давачките ни се на сите исти. А ние сме изложени на ветер и на магла и на сонце и на се. Очекувате ли денес добар пазар, добар промет? Ако е како што беше овај месец, тешко. Значи, нека е здравие, надаме се да има добро време, па послужува, па сега зависи од народот. Судејќи по периодот кој доаѓа, логично би било најбарани на градскиот пазар да бидат домашните влечки, кои на тезгите во саботата ги имаше многу, секакви и за сечи вкус. По која цена ги продавате домашните влечки? 150 трошат се, повеќе не.
Дали сега повеќе се трошат за разлика од претходните месеци? Нема народо пара, дека се троше, дека не се троше, народо свето нема пара. Кои повеќе ги бараат, машките или женските домашни млечни? Па и женските и машките сега, тоа сезоната, ама џабе која нема свето пари. И ние се малтетираме тука, немаме ништо. Промет, а плаќаме и тоа. Па има по 150, по 100 денари, зависи од квалитетот на влечките, да. Дали сега продажбата е поголема кога е сезона за домашни влечки? Па прилично добро е, да. Задоволни сме, пошто времето е ладно и луѓето земаат, има потреба и земаат. Кои повеќе се трошат, машките или женските домашни влечки? Па подеднакво и машките и женските иде добро сега за сега. Очекувате ли добар пазар денес? Па очекуваме добро, пошто прошлиот пат беше лошо времето, денеска подобро е и се надеваме дека поарно ќе биде. На градскиот пазар може да се најдат и многу детски играчки и многу козметика. Сузана од Кочани со години е на градскиот пазар во Делчево. Продава и козметика и играчки. Па најдобро може да ни одговори дали нашите мајки си купуваат прво по нешто за себе или прво играчка за детето. Па мислам дека повеќе шминки. Што најчесто е шминки? Па римели, сенки, пудри, карамини. Играчки највеќе сакаат? Па сакат се и се што, ама мислам дека и купуваат многу поевтини работи, затоа што повише за не си гледат. Така, дали дечињата бараат од родителите да им купат и ги задоволуваат желбите или не им купуваат иако децата бараат? Мислам дека не ги задоволуваат желбите. Затоа дали не маштијата или па сосем друга работа, тоа не знам. На пазарот исто така не можеш да прошеташ, а да не го почувствуваш мирисот на кебапите. По пазарувањето и шетањето убаво би било да се касне по нешто. Мирисот на кебапите само го зголемува апетитот. Па 80% повеќе зима, а него ините другите денови кога готвиме за унетру кафаната, у сабота повеќе трошиме. Колку отприлика се трошат за една сабота? За една сабота околу 50 кила. И така помина уште еден пазарен ден. До следниот остануваат уште 4 дена. А во него нови цени, нови понуди, нови разговори и видувања. И во вечерашниве вести, почитувани гледачи, минути за сообраќајниот билтен. Во периодот од 24 до 30 ноември на патиштата во Делчево и Македонска Каменица исконтролирани се 243 возила и возачи. По добиените резултати од полициското одделение за безбедноста на патниот сообраќај низ патиштата во овој регион, за овие 6 дена може да се види дека било доста мирно и граѓаните се придржувале до правилата на патниот сообраќај. Исклучено е само едно возило од сообраќај, а писмено предупредени се 27 возачи. Издадени се 7 покани за глоба и поднесени се 2 покани до суд за непочитувачите на сообраќајот. Сообраќајно незгоди за среќа нема во овие изминати 6 дена. На крајот од вестите, почитувани гледачи, еве ја и временската прогноза. Од управата за хидрометеоролошки работи најавуваат дека од утре не очекува променливо време со дожд и засилен јужен ветер. Максималната температура ќе се движи од 8 до 14 степени Целзиусови, а минималната од 1 до 7 степени Целзиусови. Во Делчево ќе имаме променливо облачно време со повремени сончеви интервали. Температурата ќе достигне до 5 степени Целзиусови. Ова беше, почитувани гледачи, се што подготвивме за овие вести. Ви благодарам за вниманието, гледајте ги вестите и во среда со почеток во 17:30 и 21 часот. Пријатно.